Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Американскиот председател Џорџ Буш и првата дама Лора Буш денес во Белата куќа ќе ги пречекаат новоизбраниот председател Барак Обама и следната прва дама Мишел Обама. Тоа ќе биде прва нивна средба по минатонеделните избори. Ке разговараат за транзицијата на администрацијата, но пред тоа господја Буш ќе ја покаже председателската резиденција на господја Обама. Господинот Буш и господинот Обама веќе постигнаат тонна соработка во процесот на пренос на власта. Но директорот на транзицијскиот тим на Обама во неделата кажа дека новоизбраниот председател ќе се движи брзо во промена на извршните наредби на председателот Буш во врска со истражувањата на клетки кои поттикнуваат развој, дупчењето за нафта и други прашања. Избраникот за позицијата шеф на кабинет на господинот Обама, Раме Емануел, во неделата кажа дека економијата ќе биде главен приоритет на новата администрација. А кои ќе бидат првите приоритети на новоизбраниот председател во сферата на економијата? Американците за тоа се најмногу загрижени, а еве што вети Барак Обама на неговата прва пресконференција. Новите цифри за невработеност објавени на крајот на минатата недела се нови докази за тоа дека американската економија веќе е во рецесија. Нови 240.000 работни места се загубени во октомври, што е најголемата стапка на невработеност за последниве 14 години. На неговата прва пресконференција по победата на изборите, Барак Обама ја идентификува економијата како прашање број 1. My priority is going to be how do we grow the economy. Мојот приоритет ќе биде како економијата повторно да почне да расте и како да се создаваат нови работни места. Мислам дека планот што ќе го изнесеме е добар, но во следниве неколку недели и месеци ќе продолжиме да ги следиме цифрите за да видиме што се случува во економијата во целина. Нешто порано Обама се сретна со своите економски советници за дискусија по стратегијата на неговата администрација. Новите предлози содржат краткорочни и долгорочни решенија, меѓу кои итно продолжување на бенефициите за невработените, помош за малите бизнеси и нов план за спасување на средната класа. Една работа што со сигурност можам да ја кажам е дека треба да го имаме усвоено стимулативниот пакет пред или по инаугурацијата. Тој исто така вети дека ќе и помогне и на автомобилската индустрија. The auto industry is the backbone of American manufacturing. Автоиндустријата е рбетот на американското производство и критичен дел на нашите обиди за намалување на зависноста од странска нафта. Новоизбраниот председател кажа дека е уверен оти нов председател ќе има позитивно влијание на американската економија, но тој нагласи дека може да има само една влада и само еден председател во еден момент. Господинот Обама ќе преземе функцијата на 20 јануари. На 20 јануари Мишел Обама ќе стане првата афроамериканска прва дама. Како што ги видим од следниот прилог, ова е последната од серијата бариери што таа ги надминала. Семејството Обама со ќерките Малија и Саша ќе се преселат во најпрестижната куќа во Америка, но не е прв пат господја Обама да биде пионер. Како дете во Чикаго, таа со семејството се преселила во тогаш целосно бела населба. Лиза Манди напишала биографија за следната прва дама. Таа вели, таму не биле добредојдени. Едно од првите нејзини искуства во детството било доживување на поголеми економски можности за нејзиното семејство, поубава населба, поубав дом, но и доживување на фактот дека белите семејства се држале настрана од нејзиното и покрај тоа што тие напредувале. Подоцна, Мишел била меѓу првите афроамерикански студенти на престижниот универзитет Принстон. Од тука заминала на Харвардскиот универзитет, каде студирала право, и потоа во врвна адвокатска фирма во Чикаго, каде го сретнала нејзиниот иден сопруг. Таа е свесна дека нејзиното семејство ќе биде модел за многумина. Како символ за многу момчиња и девојчиња, особено на обоените, кои себе си никогаш не се виделе во позначајна улога. Лиза Манди вели дека ова семејство може да помогне да се растурат расните стереотипи. Гледајќи ги нив, ќе се промени свеста кај американците, ќе се прошири сваќањето за можностите и ќе се избришат сликите на стереотипи. За време на кампањата Мишел Обама беше критикувана за забелешката.
За прв пат во мојот живот како возрастна навистина се гордеам со мојата држава. Таа потоа објаснуваше, но и го намали својот профил во кампањата. Лиза Манди вели дека првата дама нема да има директно влијание на политиката на администрацијата на Обама. Нејзината блиска пријателка Ангела Акре вели: Мислам дека таа се дефинира по тоа што е најважно за неа, а во овој момент на нејзиниот живот, девојчињата ја прават среќна и безбедна. Се чини дека Мишел Обама и покрај сопствената кариера ќе прифати традиционалната улога на сопруга и мајка. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. До гледање.